Ранет носителот на советничката листа на ДУИ во Липково, маскирано лице, пукало во доктор Зекирија Шејни додека тој се возел во автомобил. Од видеото на безбедносните камери се гледа како едно лице со качулка на глава и пиштол го чека автомобилот и пука директно во него. Доктор Шејни е надвор од животна опасност, велат од ургентниот центар во Скопје, каде бил транспортиран од Кумановската болница. Со огнестрелна повреда на левата надлактица и десната подколеница. Направени се сите испитувања, пациентот е донесен на клиниката за Тоари Луц при мајка Тереза. Пациентот е во животна опасност и е префрлен на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, каде што ќе има понатамошен третман на повредите. Според полицијата, во него пукале две лица кои се движеле по улицата. Инцидентот се случил на раскрсницата пред општина Куманово, на 50 метри од Кумановската полициска станица. Од обвинителството веднаш излегле на терен, според нивните првични сознанија не станува збор за политичка присметка. Се прибираат траги и материјални докази кои ќе бидат предмет на вештачење. Во пукањето е повредено едно лице, а по напајачот се трага. Првичните индици не упатуваат на политички мотиви, затоа оружениот инцидент, но сите околности се проверуваат. Од ДУИ го осудија нападот кон нивниот член и носител на советничката листа, нарекувајќи го варварски чин и побараа итна реакција од институциите. Од партијата за денеска ги стопираат дневните активности поврзани со кампањата и ги повикаа своите поддржувачи да не подлегнуваат на провокации. За среќа, неговиот живот е надвор од опасност и тој ја добива потребната медицинска нега. Остро го осудуваме овој варварски чин на насилство и бараме од МВР и јавното обвинителство веднаш да реагираат со целосна транспарентност и решителност, за да ги идентификуваат, уапсат и изведат пред лицето на правдата сторителите на овој атентат. Од вреди повикуваат на смиреност и предупредија случајот да не се користи за политички цели. Изразуваме длабоко жалење за настанот што се случи во Куманово, при што е повреден доктор Зекирија Шејни. Како коалиција, најостро ја осудуваме секоја форма на насилство и упатуваме апел за смиреност, воздржаност и почитување на надлежните институции кои треба целосно да го расветлат случајот. Остри осуди пристигна и од Министерството за здравство за нападот врз здравствените работници во кој е ранет пулмологот Шејни. Категорично го осудуваме нападот. Безбедноста на здравствените работници мора да биде гарантирана. Ке преземеме конкретни мерки за унапредување на заштитата во соработка со здравствените установи и локалните власти. Миријана Давидовска, Сител телевизија.